Нашето здружение Елит постои веќе 10 години. Тоа е здружение во кое што основачи се 13 жени, лидерки во својот бизнис, високо професионални. И нашето здружение има приказна. Јас во текот на својата работно искуство работев во Министерство за економија и при еден, да речам, форум кој го организирав во Малме во 2005 година, требаше да изберам 20 најуспешни жени во Македонија. Се консултирав со бизнис заедницата, со низа проекти и изборот ми беше добар. Може би и најдобар, бидејќи тамо во Малме на тој бизнис форум на жени од Југоисточна Европа добивме прва награда и ние откако се вративме, почнавме да имаме дружба која што траеше 5-6 години и потоа видовме дека треба да направиме едно здружение за да донесеме некој нов ветер во македонската економија. Бидејќи ние сите бевме високо професионални и сите жени беа од различни дејности и така го основавме здружението на жени Елит. А елит не значи дека сме елитни, тоа има своја символика. Своја символика е како енергични, како лидерки и како иновативни и како транспарентни. Така да не се одвојуваме од другите жени како елитни жени. Како елитна, да. Да, сакав тоа да го нагласам. Тоа и беше кога кажав кои ќе ни бидат гости во ТВ Алфа, кажа што подразбира тоа елитите? Во елитата треба да бидеш за да бидеш во здружението? Не, сега ета ќе открием. Да, меѓутоа знаете што морав тоа да го кажам бидејќи често пати ме прашуваат. Меѓутоа да ви кажам дека кај нас членството е мало. 50 на членки сме бидејќи е по пат на менторство. Некој треба да те препорача да имаш висок професионализам во себе. Кои се критериумите? Па значи треба да си успешен, да си професионален и лидер во својата професија. Тоа се основните критериуми за нашето членство. И како што кажав, од почетокот на нашето основање, па до сега ние исклучиво работиме на поттикнување, масовување и промовирање на женското лидерство во бизнисот, бидејќи цениме дека жените во Македонија, како и секаде во светот, во популацијата се застапени со 50%, меѓутоа никаде не се застапени на друго место со 50%. Значи особено имаме таков родов дисбаланс во бизнисот. И Европската унија има постигнато многу во родовиот баланс, меѓутоа и таму во економијата не е постигнат тој родов баланс. И секаде во светот. И токму за тоа ние од почетокот ги почнавме нашите трибини. До сега сме секоја година организираме скоро по 5-6 трибини на Универзитетот за туризам и менеджмент Скопје, со кој имаме меморандум за соработка, со кој што имаме добри соработници и членки, професорки кои што работат на женското лидерство и ни се од голема помош. Меѓутоа на нашите трибини веќе доаѓаат не само нашите членки, туку членки од други женски здруженија, имаме следбеници, фанови, затоа што стварно трибините се многу актуелни и се со цел да го зајакне економскиот потенцијал на жените. Да, колку пати годишно се состанувате, колку пати имате како плюси обуки имате за да обуки, работилници на кои што ги водат еминентни експерти од својата област. Имаме обуки за личен развој, за емоционална интелигенција, се оно што ја прави жената да се освести, да ја подигнеме нејзината свест дека е моќна, самодовербата која што недостасува на нашата жена. Може би затоа што елемент. Растеме во едно такво општество, полно предразсуди, традиција, патриархалност, менталитет, стереотипи, предрасуди. И ние, значи, цениме дека жената прво треба да почне од себе, за да ги надмине сите тие предрасуди. Значи треба постојано да се надградува и да биде самокритична, дека треба да прекози на сите тие стереотипи, предрасуди, само тогаш може да биде успешна. Мислам, тоа е целта на нашите трибини. Едукација да може жената да си го најде своето место во македонската економија. Да, добро.
За старт доволно да ги запознаеме гледачите. Ксенија Чаминска како даночен консултант во плюс и сметководствени услуги, но посебен акцент на ова даночен консалтинг. Нешто што е собственик сум на сметководствена куќа и даночен консалтинг. И вашата би сакале како успешни жени, рековте жени лидери, меѓу кои е Ксенија Чаминска секако, таа ќе ни ја каже незината успешна приказна. Имавте ли на почетокот сопки од мажите? Зошто вие сега Ксенија ќе бидете директорка или на раководна функција? Да, нормално, меѓутоа јас некако имав среќата, уште многу млада, имав некоја раководачка позиција како финансов директор и многу научив од таа раководна функција. И јас сум исто членка на Елит, започнав уште во почетокот, уште пред 10 години, каде што Ленка кажа дека таму се доаѓаше по пат на менторство. Јас влегов по пат на менторство на адвокатката Миријана Марковска, која што ми стана и ми беше многу добра другарка. Не случајно при изборот ме избраа мене и воопшто при изборот на новите членки секогаш внимававме таа членка да е лидерка, да е успешна во својата професија, да има свој тим, да вложува во својот тим и така натаму. Инаку мојата професионална приказна започна многу одамна, најпрвин како сметководител, како што кажав, би сакале убаво да слушнеме како тоа дојдовте до едно раководно место. Како што ви кажав дека уште на 30 годишна возраст јас стана финансов директор на една голема компанија и се соочив со многу предизвици. Предизвици каде што морав да учествувам во политиките на таа компанија, во организацијата на бизнисот, во истражувањата, а сето тоа мораше да се согледа во моите финансиски извештаи кои што многу внимателно ги подготвував и во кои што вложував многу голем труд. Од една страна беше работата, од друга страна на 30 годишна возраст веќе има свое семејство, да го одгледуваш детето, бев нарастргната на две страни. Поточно дали развојот на мојата професија или реализацијата како мајка и сопруга. Подоцна веќе 2008 формирав своја компанија, тоа е сметководствената куќа и даночен консалтинг. Во почетокот со еден вработен, меѓутоа понатаму веќе сега имам и над 10 вработени и тоа исклучиво жени. Навистина. И секога жени, зошто жени? Ниедно машко нема во вашата фирма. Пробав да ви кажам со машко само еднаш. И некако не можеше да издржи. И тоа во оваа моја долгогодишна кариера како самостоен бизнис, каде што го имам јас, имаше само едно машко. И ми кажа Ксенија, ти ми кажа дека ова е тешко на почетокот, меѓутоа ова е многу, многу тешко. Така да реков дека од сега натаму јас ќе имам само жени. Да, рековте дел од предизвиците тука некако се кршеа копијата за тие предизвици што ги имавте или сопки во наводници од некои мажи, да речам? Па не, многу почесто мажите ги добива оние работи кои што мислев дека како жена полесно можам, сме поспособни како жени да ги добиеме. Например, јас уште во почетокот многу вложував во својот тим, многу вложував во нивната обука, во нивната за да напредуваат, да станат и они лидерки, значи по пат на менторство. И многу се гордеам на својот тим затоа што сега навистина како компанија која што една од поголемите сметководствени компании, куќи и даночен консалтинг, се бориме да станеме партнер на нашите клиенти. Заедно да учествуваме во креирањето на нивниот бизнис. Значи нешто ново, не само сметководство, него вложувавме во јас го нарекувам тоа менаџерско сметководство, каде што сме заедно со нашите клиенти вклучени во креирањето на нивниот бизнис, во разгледувањето на нови потенцијали, а сето тоа произлегува од изготвувањето на нашите извештаи и сите оние извештаи кои што треба ние да ги изготвиме. Што мислите според вас, Ксенија, што како потенцијал го имаат вашите вработени и се подобри на
пазарот на труд од мажите, да. Зошто функционирате така добро? Па некако се поистрени, поаналитични, Еден од се извинам што ве прекинувам, еден од гледачите кажа поодговорни. Поодговорни секако. Нашата професија е многу поврзана со рокови. Значи, многу се одговорни кон тие рокови. Не сакаат туку така да го протераат одговорот кој што ќе го дадат кон клиентот, него аналитични. Да, меѓу останатото и гледачите рекоа кој ги одгледува децата. Некој што е поодговорен. Мајките, јас сметам дека оној кој што ги одгледува децата, сепак има некоја подруга одговорност. Да. Да се навратиме на тркализната маса, многу убави нешта беа кажани, да, на Факултетот за туризам и менеджмент во Скопје. Доцент доктор Љубиша Николовски, надворешен консултант, ги презентираше резултатите од спроведената анализа и секако Јанета Пешова, која даде слика за учеството на жените во IT секторот, како председател на МАСИТ и директорка на УНЕТ, истакнувајќи дека во овој сектор, кој беше исклучиво машка професија, барем досега, се повеќе се присутни жени и веќе 36% е нивното учество, за разлика од Европа, каде присуството е 17%. Това навистина е одлична бројка. Да. Меѓу останатото се и повеќе на менаџерските позиции. Во IT секторот зборуваме? Во IT секторот, да. Ние, за жал, во нашата анализа немавме многу компании од IT секторот. Да, може да ни ја кажете и вашата анализа, секако? Малку се поосетливи околу давањето на податоци. Меѓутоа, фактот дека 150 милиони евра е извозот од IT секторот во Македонија, тоа е значајна бројка, што значи дека треба тука да се посвети и државата да посвети повеќе внимание. Мислам, тоа морам да го потенцирам тука. Исто така треба да потенцирам дека и во образованието веќе 50-50 се жени во образованието за овој сектор на факултетот, така да тој сектор на вистина брзо расте. И е нешто што е најважно за секоја држава и воопште за светот, бидејќи се знае дека светот на информатиката е носечки. Да. Вие знаете, во модерно време. Во модерно време. Да. Можам Јас би се навратила на оваа платформа која што вие ја кажавте. Да. Спроведовте ваше истражување, анкетни листови до повеќе Да, само да кажам, да. Извинете што го прекинувам. Значи, ние ова го направивме во рамките на еден проект кој е кофинансиран од Министерството за економија, но за жал временската рамка ни беше скратена, како и финансиите не беа доволно, меѓутоа со голем ентузијазам и голем напор го направивме ова за 2,5 месеци. Значи испративме, прво направивме тим, значи од декември до крајот на февруар траеше целиот овој проект. Треба веќе овие денови да го дадеме завршениот дел во Министерството за економија. И задоволна сум што успеавме за тој краток временски период да собереме податоци, бидејќи анкетните листови со помош на бизнис заедница, значи сите три стопански комори ги вклучивме за да можеме да ги испратиме анкетните листови до компаниите. Испративме преку 300, ги вклучивме МАСИТ, Македонската банкарска асоциација која многу ни помогна, кластерот за текстил, Македонската безбедност, значи све што е возможно да што повеќе добиеме одговори. Веруете, бевме изненадени од незаинтересираноста на фирмите, на компаниите. На компаниите. И тоа беше заклучок и на самата тркалезна маса. Тоа го кажа и останатите присутни дека многу тешко се добиваат одговори на анкетни листови или на прашалници да, од компаниите. Да, ќе немаме време, сакам многу работи да кажеме. Што велат податоците? Само да ви кажам дека ова е многу актуелно, бидејќи треба врз основа на тие анкети и за јавно мислење може да се подобри бизнис климата за самите компании. Тука треба да се едуцираат компаниите. Ажурноста треба да биде... Ажурноста и не сакам да бидам непристојна, но идавме на деловна неписменост. Веруете, тоа треба да се подобри. Добро, ете тие што се согласија да бидат дел од анкетата. Ние успеавме да отприеме над 100 одговори, значи и од врз основа на тие одговори направивме
истражување, анализа и ја креиравме првата стартер база на жени на раководни позиции, која што треба да биде база, кај што жените предприемачки ќе се мрежуваат, но и од тука ќе се црбат податоци за статистика, за одредени програми на владата, значи сето тоа е од корист. А инаку самата анализа и истражување ни даде пресек, моментален пресек за состојбата на жените на одлучувачки позиции во управните, надзорните одбори и во менаџерските позиции. Добивме резултати кои што ни покажа дека е зголемено учеството на жените од пред 3 години, каде просекот беше 23%, благодарение на тоа што, да бидам искрена, не идовме на поотворена соработка со компаниите каде што жените раководат и жените се на одлучувачки позиции. И овие резултати, за тоа реков, се моментални резултати за 101 компанија, кои што одговори беа значи многу малку. Значи тоа треба да се продолжи истражувањето. Краток беше рок од 2 месеци. Значи ние што добивме? Дека во банка, значи најмногу одговори имавме од банкарскиот сектор, од услужниот сектор, од текстилниот сектор, значи каде што повеќе има жени. Застапеноста на вработеноста на жените таму беше поголема. И излезе дека во Македонија просекот од овие испитани компании, просекот во управните надзорните одбори е 28,7, а европскиот е 28,8. Значи многу сме близко од европскиот стандард, европскиот просек, но Европската унија се залага да тој просек до оваа 2020 биде 40%, значи ние како една членка треба да се заложиме. И сега што треба да правиме? Да ги користиме другите практики. Еден пример ќе ви кажам. Франција имаше пред 5-6 години околу 20%. Сега има 45% жени во управни надзорни одбори. Зошто? Воведе системски квоти. Значи како што во изборниот законник се направи да жените во политиката учествуваат со 30, па сега после со 40, сега бара и со 50%, но не се изгласа новиот изборен законник. Така треба да се воведат и системски квоти за жените да во управните надзорните одбори да бидат застапени со минимум 40%. Да се бориме да бидат и 50. Така, во сите области. Дај Боже, 40 па 50. Да. Останатите нели што учествува на тркалезната маса, ако сакаат да ги видиме од режија и фотографиите од последната тркалезна маса која се одржа вчера, представникот Љупчо Фармаковски ги презентираше резултатите на Македонската банкарска асоциација, каде 67 вработени се жени и учеството на жените во управните одбори 27% и надзорните одбори 23% се повеќе на менаџерските позиции. Да, еве како изгледаше и самата презентација на сето она што вие ни го говоревте досега. Кюлум Серека Сапе, председателката на клубот на пратенички при Собранието на Република Македонија. Да, уште не запоцетам, гледате видеата и фотографии има од тркалезната маса што се одржа вчера на Факултетот за туризам и менеджмент Скопје. Кюлум Серека Сапи вели дека пратеничките пред воведување квоти во изборниот законник имале 5 пратенички, а сега се 48. 40%. Или 40%, но нема на повисоки функции, вели таа. Сега има 4 министарки, 6 градоначалнички во 81 општина. Сега предложиле 50% веќе жени да бидат во изборниот законник, но се уште не изгласан, ќе чекаме да се изгласа. И Данила Арсовска, првата председателка жена на Сојузот на стопанските комори на Македонија, се заложи за воведувањето на квоти за поголемо учество на жените во управувачките структури во компаниите, користејќи ги добрите туги практики од земјите во Европската унија и светот. И како што велите и вие, самите дискусијата навистина била плодна, се кажале конкретни и поенти, но и понатамошни залагања на сите нас како жени, нели да бидеме застапени во и приватниот и невладиниот сектор и јавниот сектор и треба да се заложиме нели да го најдеме правото место во
и македонската економија, како што кажавте, за подобра економски раст во ова општество, и вработување. Поголема конкурентност. Јас тука би кажала една работа, дека во Македонија законската регулатива ја гарантира еднаквоста на жената со уставот член 9, со законот за еднакви можности член 4 и со законот за работни односи. Но немаме санкции. Значи, доколку би имало санкции, би внимавале компаниите колку е учеството на жените во управувачките структури и менаџерските структури. Значи, тука треба да се подигне јавната свест дека жените, кога учествуваат во управните и надзорните одбори и во менаџерските позиции, компаниите добиваат бенефити. Тие се поконкурентни, се општествени поодговорни и тие имаат социјална правда. И се разбира за тоа треба и секоја жена да појде од себе. Значи, треба секоја жена да пркоси на сите тие овие стереотипи, значи прво од себе, меѓутоа треба за тоа треба да се вршат едукации кои што ние постојано ги правиме во нашето здружение под името женско лидерство во бизнисот кој што сами го финансираме, се уште сами го финансираме. Реков имавме поддршка од Универзитетот за туризам и менеджмент, меѓутоа тука треба да се вклучат институциите и образованието од мали да се учат дека треба подеднаква работа. Само кусо, затоа што знаев дека нема да имаме доволно време за сите нешто да ги кажеме. Жените се пообразовани, за овој податок, жените се пообразовани од мажите, но 3 пати помалку на раководни позиции и уште нешто, 1/3 од компаниите се основани од жени, но се на раководни позиции само на хартија. И тоа го има. Знаете така, статистиката што говори? Кусо и концизно, ве молам, и двете замислени. Значи, статистиката вели 10% се жените пообразовани во високите нивоа, значи факултетски, магистри и доктори, а се помалку застапени во секторите кои што се повеќе платени. Постои тој го викаат стаклен плафон каде што мажите ги чуваат местата кои се повеќе платени. Значи имаме секторска сегрегација. Второ, платите на жените. Каде затајува таа што треба да функционира, зошто? Тоа е нашето општество. Тој што треба да одлучи да потпише маж и ќе каже сакам маж да ме раководи, а не жена. Има суптилни работи во критериуми, суптилни во фирми, во компаниите, кои што не се гледаат, а постојат. Значи, тоа со сигурност постои. Меѓутоа, знаете што и самата награда, значи, платите на жените, 17,8% се пониски од мажите. Значи, тоа говори, дури некаде на исти работни места се различно платени. Тоа не е случај само во Македонија, случај и во Европа. Имаше и... Што мислите, што треба да направиме за да се сменат овие бројки? Па треба да се воведат санкции, реков, да се почитуваат законите. За кого санкции? За тие што не ги почитуваат. Па добро сега, за мажите, да ви кажам, има не да не сватат погрешно сега гледачите дека имаме ние нешто против мажите таму на работа. Ние збориме не за феминизам, збориме за економија. Значи економска категорија за жените. Така. Значи треба да тука мора да постои еднаквост. Мора да постои баланс меѓу жената, меѓу професијата и семејството. Мислам дека тоа е најголемата кочница. Особено во IT секторот кој што брзо напредува и сега кој ќе примат млада жена, таа треба да оди на породилност, се губи трендот и затоа секогаш... Па дури една дискриминација во однос на прашањата пред оној состанок кога го имаат пред да ја вработат, прашањето планирате ли да родите дете или дали сте родиле дете, што е апсолутно некој приватност. Да, меѓутоа и една работа треба и ние да бидеме самокритични. Ние жените кога одат на интервју не се сигурни. Нема самодоверба. Мажот кој ќе влезе настапува јако, машки, а жената се праши да праша и колкава ќе биде платата да не го изгуби местото. Мораме тука да се едуцираме. Значи тука треба и државата да направи некои конзистентни интегрирани политики со кои што ја поддржи жената во тој родов
родова избалансираност меѓу професијата и семејството и да создаде инфраструктура за да може жената да напредува во фирмите. Добро, да слушнеме само концизно и кратко Ксенија мислење за ова, жените се пообразовани. Да, јас се мислам дека е од традицијата, се потекнува традицијата. Секогаш се мислеше дека мажот е поспособен, мажот треба да биде глава на куќата, мажот треба се тоа да го спроведува најдобро и таа традиција треба да се надмине. Што мислите, би се snašli ли жените во оние можеби позактевни физички како предиспозиции на пожарникари, на рудници, во рудник да работи, на такви позиции? Нели збориме сега во сите области. Да. Чисто како мислење, дали мислите дека би се snašla и во таа ситуација? Јас сум апсолутно сигурна дека би се snašla, бидејќи ние знаете што ми кажа? Ја имаме мокта. Знаете ли дека нашата енергија што создаваме свет е многу голема. Има еден словенскиот амбасадор при една прилика на охрабри вака ни кажа, знаете жени, вие 50% сте популација, а другите 50 ги создавате. И тоа ни беше најголема, најубава мисла. А меѓуостанатото ми кажа мажи, нели? Кога станува збор за тие физичка спремност и психичка подготвеност, секако, налага, и ментална, да, пожарникар, копач на јами, рудари, полицаец и сега вели ќе се војник, ќе се соочите пилот, ќе се соочите со ситуација кога треба да бидете физички подготвени и вие ќе бидете во PMS и ќе се расплачете. Како на шега, како на шега. Има вистина и во тоа, меѓутоа пак менталниот склоп на жената е многу јак. Значи нашите гласови се нежни, мили, ама нашите дела се големи. Да, ми се допаѓаш ова како поинта од целиот наш разговор. Како беше 50 се застапени, 50 ги раѓате. Благодарам за вашето гостување, ми беше задоволство и чести понатаму да градите успеси во вашето здружение, Здружение на жени менаџери елит. Ви благодарам. Да. Исто така и веруваме дека ќе продолжиме со соработката.